Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во уште една анализа на Телевизија 24. Утре во Собранието почнува расправата за онлайн работа на Законодавниот дом, едно од прашањата кое се отвори после почнувањето на корона пандемијата во земјава. Се разбира дека и тука пратениците се поделени околу ова прашање, пред се пратениците на власта и опозицијата. За власта ова е нужен чекор со кој Собранието треба да биде функционално, додека за опозицијата ова е само еден потек на власта да обезбеди непречена работа кога има тенко мнозинство во Собранието. Исто така денеска е интересно што се појави и интервјуто на премиерот Заев дадено за бугарската агенција БГНЕС, во кое што премиерот ги изнесува своите ставови во однос на бугарско-македонскиот спор, а дел од тоа интервју за опозицијата е скандалозно. Ова се дел од темите за кои ќе разговараме вечерва со нашите гости. Тоа се двајца пратеници од Собранието, Мартин Костовски од СДСМ и Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМН. Добра вечер на двајцата. Ајде да почнеме со ова што е најново. Ова излезе денеска интервјуто на премиерот Заев. Кажете ми, Костовски, од она што го читав, може да се каже дека има неколку работи кои се дискутабилни, ајде да не речеме спорни во однос на интервјуто, каде што премиерот, например, вели: ние веќе заменивме повеќе од 20 табли во земјата каде што беше напишано бугарски фашистички окупатор. Тоа е, например, ново, не сме го знаеле тоа. Бугарија не е фашизам, Бугарија е наш пријател. Имало некогаш некоја администрација во тој момент на почетокот, а после тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот. Кажете ми прво дали за вас е ова спорно? Добро вечер од моје име. Благодарам за можноста на вас лично и на телевизијата 24 Вести да учествуваме заедно со мојот сограѓани и колега пратеник Бране Петрушевски да поразговараме за актуелните теми како што кажавте, кои што треба да добијат одговор и размислување од двете страни, како од позицијата, така и од опозицијата. Првин, ја отворивте темата со денешно интервју на председателот и премиерот на владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, во однос на Бугарија и сето она што го прави нашата држава, се со цел да се отпочне процесот на преговори, односно првата министерска конференција. Не сакам да имам став во тоа дека некој на некој начин продава идентитет, некој на некој начин, а во оваа улога е председателот на владата, одстапува од нешто и сето тоа беше демантирано и со блокадата што ја постави владата на Република Бугарија, со што сите напади, клевети, навреди и увреди од страна на ВМРО-ДПМН падна во вода. Со нашето однесување во сиот овој период, нашата интенција, нашата цел, а нашата обврска пред се спрема граѓаните, спрема историјата и спрема нашите деца е Република Северна Македонија да го отпочне процесот на преговори и да го заслужи местото кое што, впрочем, го заслужува. Многу е тешко. Најлесно е да излезете на говорница, најлесно е да излезете на пресконференција, да имате определен став, дека ништо не бидува, меѓутоа со сето тоа ќе стоиме далеку во подрумот на недемократијата, изолираноста и Црниот Балкан. Зоран Заев, СДСМ и коалицијата, целиот овој изминат период од 3,5-4 години направи навистина многу. Каде бевме 2016, каде сме сега, е еквивалент кој што треба да биде споредбен и предмет на анализа од сите аналитичари, а пред се од јавност и граѓаните. Добро, може ли малку по-конкретно за интервјуто за овие формулации? Например, вие како пратеник се согласувате ли со промена на таа формулација, да речеме да се смени бугарски фашистички окупатор како што стоело до сега во нашата историја и на таблите? Интенцијата на СДСМ како владеачка партија да направи се што е во корист на граѓаните, во корист на државата и отпочнување на процесот на преговори заедно со Европската унија. Добро. Петрушевски, за вас истото прашање, верувам го видовте интервјуто за председателот на вашата партија. Интервјуто е скандалозно. Христијан Мицковски вели дека тоа според него треба јавноста да внимава, бидејќи како што вели, му личи дека може премиерот Заев повторно, како што вели, да ги продаде македонските интереси. Благодарам на можноста. Апсолутно. Дури може би зборот скандалозно е преблаг збор за она што го направи премиерот Заев со интервјуто. Покрај на сериозни
чувства кај припадниците на македонскиот народ, не само тука во Република Македонија, туку и кај македонците генерално во сите држави. Ова не е само удар кон идентитетот на македонецот, ова е удар кон достоинството, ова е удар кон честа и ова е класично фалсификување на историјата на македонецот и распродажба на македонските национални интереси и сметам дека и лично јас, како пратеник на ВМРО ДПМН, меѓутоа не само ВМРО ДПМН, туку целокупната македонска јавност треба бурно, сериозно, сконцентрирано да ги следи случувањата кои што и ќе одат овие денови и адекватно на тоа да реагира. ВМРО ДПМН апсолутно по однос на ова прашање ќе биде заедно со народот и ќе направи се, буквално се, што е во можност на ВМРО ДПМН, да ова повторно предавство на македонецот биде спречено. Скандалозни формулации, не само од аспект на тоа што ги изедначуваме НОП и антифашистичката војна, односно со тоа интервју Заев се обидува да ги изедначи партизаните, борците за независна, суверена Република Македонија, борците против антифашизмот и она што Македонија го има добиено како придобивка од таа антифашистичка борба, туку се стреми да се изедначи со окупацијата која што во тој период била спроведена во Република Македонија од страна на Бугарија, и тоа не е нешто што е страшно да се каже. Денешна Република Бугарија е тотално различна од она што тогашната Бугарија била. Денешна Република Бугарија треба да не биде наш пријател и е наш пријател и апсолутно како ВМРО ДПМН сакаме добри меѓусоседски односи со Република Бугарија, меѓутоа не може да се негира и да се фалсификува историја, затоа што токму тоа може да не навлече да повториме одредени грешки од минатото. Видите, ајде малку по-конкретно, еве, например, сега отвараме дебата за овие прашања. Например, Бугарија вели, зошто ја користите формулацијата бугарски фашистички окупатор, колку што можев јас да ги видам ставовите нивни официјални на нивната влада, тие не негираат дека до 1944 година биле соработници со фашистичка Германија, но велат зошто, например, кај вас нема дека се за останатите злосторства, зашто нема, например, германскиот фашистички окупатор, туку велат се потенцира тоа бугарскиот. И велат дека тоа намерно се правило за да се предизвика омраза кон Бугарија. Да, во ред, меѓутоа јас не би се сложил дека нема формулации на германскиот фашистички окупатор, и тоа се формулации кои што се однесуваат на тој временски период. Значи, кога зборуваме за турското робство, ние не зборуваме за денешна Турција, дека ние денеска Турција има претензии кон Република Македонија. Апсолутно зборуваме од аспект и од перцепција на тогашната историја, од аспект од перцепција на тогашниот временски период. Апсолутно бугарската држава во тој историски период била на страна на Оската, била во фашистичката коалиција заедно со Германија и не гледам проблем да таа формулација во тој временски период биде користена. Јас, например, пак би поставил контрапрашање, зошто ние како Република Македонија и како држава не поставиме прашање зошто денешна Бугарија и денешните власти во Бугарија не соберат доблест и храброст да се извинат за сите злосторства кои што биле направени врз македонскиот народ во временскиот период кога сме биле под окупација. Да не забораваме дека едно од најтешките злосторства во историјата на човештвото е Холокаустот и транспортирањето на македонските евреи во Требленка, што било со докази, со факти, со документи спроведено од страна на тогашниот бугарски окупатор, или да го земам терминот бугарска администрација. Мислам дека сериозни рани и сериозни прашања отвараме и како држава треба да го задржиме достоинството во сите процеси, па и во преговарачки процеси, и да на секој
условно кажано прашање кое што има одредена тенденција да негира нашата историја, нашата самобитност и нашиот идентитет како македонци, да одговориме соодветно согласно историските факти кои што се случувале во тој временски период. Туку ми Костовски, дозволите, да. само сакам да се надовржам на излагањето на Бране Петрушевски. Ова е таа позната реторика која што од 2006 па навака се континуирано употребува во делот на секојдневното однесување, се со цел да се направи некој плюс политички проблем секојдневен. Меѓутоа, со таквиот став, со таквото однесување, верувате дека ќе останеме Бране закопани во калта на нашето минато и моите деца, твоето дете нема да имаат шанса да живеат во Европската Унија, да живеат во еден нормален современ свет. Костовски има нешто многу повеќе од тоа што... Ако сакаш нешто да е... направиш, треба да имаш став, а вашиот лидер и вашата партија за многу работи до сега воопшто нема став. Во никој случај, во еден момент, не беше загрозен идентитетот на Македонија. Во ниту еден момент не беше ставен под знак прашање македонскиот јазик. Со договорот за добрососедство имаме простор и шанса да ги напредиме односите со нашите соседи. Имаме коректни, одлични односи со сите соседи. Со договорот за добрососедство, добри односи со Бугарија, с Преспанскиот договор, одлични односи со Република Грција, Албанија, Косово, Република Србија, континуирани односи. Тоа не беше пракса во времето на црната деценија од 2006-2016 година и многу пати дебатираме и на собраниската говорница и во приватни разговори и мислам дека е време да се однесувате одговорно, не за вас, не за вашата политичка партија, напротив, за нашите деца, за иднината на нашата земја. Апсолутно се слагам кога веќе вака емотивно се референцира на нашите семејства, меѓутоа еве јас ви бев прашал неколку прашања кога веќе ми поставувате прашање, да, апсолутно и тоа што сум во политиката мотив ми е да створиме подобро утре за генерациите што идат, меѓутоа околу конзистентноста на ставовите, еве ја вас би ве прашал доколку сте доблесен да одговорите, вие како политичка партија себе си се сметате за наследници на комунистичката партија идеолошки на Македонија. Вие себе си се сметавте наследници на партизаните, се повикувавте на таа антифашистичка борба на македонскиот народ. Вие, доколку сметате дека еве иднината е загрозена и го менувате вашиот став, еве во градот во кој што ние потекнуваме и двајцата, имаме два плоштадот кои што едниот се вика Јосип Броз Тито, другиот се вика Нова Југославија. Дали сте спремен вие да прифатите промена на имињата на тие плоштади, оти она што премиерот Заев го изјави дека Југославија била државата која што не кочела, односно не делела со Бугарија, ние би биле поблиски да не било Југославија. Дали вие како Костовски, кој што идеолошки знам дека припаѓате во таа провиненција, вашиот градоначалник на општина Куманово, на 500 години прослав од Куманово, направи делириум со гостувањето на Лепа Брена и пењето на песната Југословенка на плоштадот во Куманово. Апсолутно не ми смета, меѓутоа ве прашувам вас сега од оваа перцепција после денешнава изјава на Зоран Заев дека Југославија не делела од Бугарија и дека требало да ги надминеме тие историски проблеми, дали вие одеднаш ќе го промените ставот и ќе бидете на линија на она што го говори премиерот Зоран Заев, околу тоа каде сме биле, каде сме сега, јас не гледам разлика. И тогаш, во 2016 и денес сме кандидат членка за Европска Унија, која што нема отпочнато преговори, а за жал, Зоран Заев, кажете ми, последниве 2 години од 2018 година нааму, со кој европски државник има остварено билатерална средба. Тргнете ги овие преговори со соседиве, тргнете ги оние протоколарни посети на Брисел и она што како држава сме должни да го правиме, со кого Зоран Заев последниве 2 години имаше билатерална средба од државниците во Европската Унија, Франција, Германија, Полска и така натаму. Еве, одговорете на овие прашања за да видиме кој има конзистентност во ставовите, а кој ги менува ставовите од аспект на дневно-политичките потреби со единствена цел да ја задржи голата власт. Кога ве слушам, исто го да сум отворил инфомак за читам, се извинувам на порталот, меѓутоа тоа е така. Су парни теми, депласирани теми и лицемерни теми од ваша страна. Чинам дека вие бевте советник во изминатиот мандат кога покренавте иницијатива за промена на името на плоштадот на Маршал Тито, така? Да. Маршал Тито се вика плоштадот и ќе се вика.
СДСМ се гордее со тоа што е партија наследник на Сојузот на комунисти. Се гордееме со нашите дедовци, баби кои се партизани, тоа така ќе остане. Да, и ние се гордееме со тоа и драго ми е што го изјавивте ова на национален медиум, изјава која што ви е во тотална контрадикција со она што Тоа вашиот може вие председател да сватите така, ниту во изјави некој момент денеска во Зоран Заев интервјуто. не кажа дека не ги велича и не ги почитува партизаните нашите баби дедовци и ве молам, не е време ни да се спинува, туку е време на сериозни политичари кои што имаат став, кои што имаат визија каде ова земја да оди и како да оди. Меѓутоа, за многу работи до сега немавте став, па затоа не очекувам нити за оваа тема да имате став, туку напротив, деновите што се пред нас, тоа ќе се мултиплицира, ќе се шерува по социјалните мрежи, да низа на пресконференции, се со цел да се закочи процесот, а мислам, верувате, се извинувам, имам став дека ви одговара, ликувате и се радувате на блокадата од Република Бугарија. И тука се покажува колку не сте окей како политичка партија, уште помоци како опозиција. Дали националниот успех ќе биде добар, треба да го славиме сите заедно. Доколку имаме национален неуспех, треба сите да тражиме и бараме начин како да дојдеме до тој национален успех. Со клевети, навреди и увреди ништо не правиме, бране. Ајде уште една теза од интервјуто, па потоа ќе преминеме на она што е ваш домен на собранието, во однос на Гоце Делчев. Значи вака вели премиерот. Историјата е заедничка во еден минат регион, територија на регионална Македонија, каде што живееле македонци кои зборувале македонски, живееле бугари кои што зборувале бугарски. Живееле луѓе кои се чувствувале истовремено и бугари и македонци. За Гоце Делчев. Затоа велиме дека Гоце Делчев е револуционер и за бугарите и за македонците, кој се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се, и тоа е апсолутна реалност. Дали тука гледате некаков проблем во оваа формулација? Апсолутно. Значи не е само Гоце Делчев, одека на дневен ред се става целата македонска историја од аспект на фалсификување на она што ние како народ, како нација го имаме во генот, наследено од нашите предци, она што треба да го пренесеме на нашите деца. Ние како ВМРО ДПМН ги превидовме овие работи, укажувавме на овие работи и баравме конкретни чекори како да помогнеме. Се извинувам Потришовски, може ли само повторно да ве препрашам, може ли конкретно што е проблем во оваа формулација? Дека Гоце Делчев е револуционер и за бугарите, и за македонците, кој се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. Конкретно, што е проблем со оваа формулација? Проблемот со оваа формулација е тоа што Гоце Делчев бил македонец, се борел за слободна Македонија и никаква заедничка историја ние со Бугарија нема. Тоа е суштинскиот проблем. Значи, се прави фалсификат на историјата на Република Македонија, на историјата на оваа држава, со тоа што претходно ние со Преспанскиот договор Зоран Заев ја откажа и ја фалсификува македонската историја од антиката до средниот век, сега со овој договор сака да ја фалсификува и откаже целокупната понатамошна историја до Втората светска војна, вклучително и Втората светска војна, и да ние како народ и нација бидеме нешто што сме вештачки створени, претпоставам по неговата логика, можеби и сега од 2017 кога беа уставните измени. Значи, како македонец сум навреден кога некој ќе ми каже дека Гоце Делчев не бил македонец, односно бил споделен со бугарите. Не, се извинувам, за да бидеме прецизни, не знам какво ќе биде конечното решение, не сме го виделе. Зборуваме сега за конкретните зборови од интервјуто ги интерпретираме, не знам, на крај можеби нешто друго ќе пише. Но вели вака. Значи не вели Гоце Делчев бил и македонец и бугар. Туку вели Гоце Делчев е револуционер и за бугарите и за македонците. Значи внимавајте. Затоа ве прашувам конкретно, значи не вели дека Гоце Делчев бил и бугарин и македонец, туку дека и бугарите и македонците го сметаат за свој револуционер. Па сега прашањето ми е како ќе им забраните на бугарите да го сметаат за свој револуционер. Тоа ми е прашање. Може ако му само да довршам, апсолутно. Инаку пак ќе кажам, не знам какво ќе биде конечното решение, тоа ќе видиме. Вака прецизни формулации и барање на соодветни зборови за да се оправда нешто нема да држи вода ако се погледне целото интервју во целина. И таму експлицитно се вели дека ние и Бугарија имаме заедничка историја. Да, точно, да. И ако го земеме тоа како постулат дека имаме заедничка историја, значи дека Гоце Делчев бил и македонски и бугарски револуционер. И ако го тоа споиме
согласно логиката на Бугарија, дека сме ние еден народ кој што под влијание на Југославија сме биле отцепени како бугари, па сме се формирало некаква нова нација македонци, во комплетност тоа се потврдува со овие тези. Само што можеби формулациите се избрани така да се укаже дека ете и ние како македонски сме признани. Бугарија нема проблем со македонците денеска и со ова реалност што ние имаме денес. Бугарија има проблем со нашата историја. И проблемот на Македонија е тоа што оваа држава води Зоран Заев, кој што ама баш никакво национално чувство нема. Проблемот на оваа држава е што Зоран Заев не сакаше да ги затврсти своите позиции, прифаќајќи ја помошта која што ја нудеше опозицијата. Баравме лидерски средби за ова прашање, за да се утврдат национални црвени линии, баравме расправа во собрание, баравме не знам што све, само за да помогнеме да има цврста линија, затоа што кога имаш јака позадина, јака преговарачка позиција, можеш многу поквалитетно да ги одбраниш своите интереси. Да, што се деси сега? Ние добивме вето, кое што не е само поради бугарските барања од аспект на историјата, туку и она што како аргументација им го остави Зоран Заев и оваа влада, тоа е неспредувањето на делот на инфраструктурните инвестиции кои што требаше во патната и железничката инфраструктура да одат према Бугарија. Со тоа ни ги загрози нашите преговарачки позиции и сега е лесно кога си во таква позиција некој да те уценува, особено спојувајќи го тоа со начинот на кој што се водеа преговорите со Грција, каде што исто така не се прифати помош и беше тотално исклучена опозицијата, и тогаш одговорноста нормално дека ќе биде лоцирана, и таа одговорност за овие погубни национални политики има име и презиме и се вика Зоран Заев. Значи, Бране, дефинитивно вие имате проблем со самите себе. Верувате да е Гоце Делчев жив, денеска би се срамел од денешно во ВМРО ДПМН, особено од ваквите ставови. Сите знаеме дека Гоце Делчев светот го разбираше како поле на надпревар меѓу народите, со една филантропска политика. Во тогашни времења Македонија сакаше добри односи со Бугарија. Се присвојувате, го присвоивте ВМРО ДПМН, сите ние сме ВМРО во историски контекст на самиот збор. Затоа мислам дека Република Бугарија има еднакви права и можности да ги ослави револуционерот Гоце Делчев. Имаме град Гоце Делчев во Република Бугарија. Имаме Делчев во Република Северна Македонија. Географски и историски таа личност врз основа на договорот за добрососедство со Бугарија само ќе ни добресе бенефит на двете држави. Затоа премногу се бавиме како политичари со историјата, да им оставиме на историчарите да ги дефинираат сите историски настани и личности на најдобар можен начин за двата народа. Да. Костовски, убаво вака што се грижите што ќе слави Република Бугарија, меѓутоа кажете ми што ќе слави Република Македонија. Ќе го слави Гоце Делчев? Да. Да. Добро, мораме да правиме кратка пауза за реклами. Брзо се враќаме во студиото. Останете со нас, преминуваме на онлайн работа на собранието, тоа е средна тема.